Добар ден, Џабир. Уште еднаш од Скопје, Северна Македонија. Се надевам дека во Вилнус, Литванија, убаво си поминуваш. Се наоѓаш на меѓународна конференција за иднината на демократијата од високо ниво, како што дознавме вчера од твоето вклучување на вонредниот колегиум. Не многу можеше да кажеш што се случува таму, па затоа за почеток само ќе те прашам кои се твоите впечатоци од оваа дводневна конференција. Морам да кажам дека ова е една од поважните конференции, поточно форум, демократски форум, на кој сум присуствувал во изминативе, би рекол, 4-5 години. Се работи за една извонредна конференција или извонреден сплет од содржини со огромен број многу важни луѓе за демократијата, за демократските институции, исто така за еден голем број луѓе од највисоки раководни места во една држава, во една влада, не само во Литванија, туку и низ целиот свет. Гледаме овде луѓе, амбасадори, професори, лидери на невладини организации, лидери на меѓувладини организации, институции, како што е Заедницата за демократи, на демократиите, понатаму амбасадори, да речеме, од Панама, не само од Америка или од Западна Европа, туку од секаде наоколу. Гледаме една многу силна, голема спремност да се погледнат работите онакви какви што се. Што значи тоа? Дека овде на овој форум на високо ниво од луѓе, официјални представници на влади, слушнавме директни изрази, директни квалификации, директен опис на состојбите онакви какви што се, не завиткани во дипломатски ракавици. Се разбира, тоа е меѓу другото и причината зошто тие одлучиле организаторите, одлучиле и домаќините одлучиле, а тоа е Министерството за надворешни работи, да нема лайв стриминг, да бидат правилата соодветни на Четем Хаус правилата, односно дека не може да се цитираат директни имиња, туку само се цитираат ставовите. Јас би сакал да се оддалечам малку и да дојдам до едно место, една точка од овој музеј, каде што се одржува вториот ден од форумот, и ќе ви кажам и зошто. Тоа е на спремност да се преземе акција за заштита на демократијата. Повеќе пати од многу високи места се слушна ставот дека ние сме сите во војна, дека демократијата е во голем ризик и дека може да се случи авторитарните режими да преземат иницијатива, односно да предат во водство во многу држави во светот и во Европа, и тоа е аларм. Копчето за аларм е вклучено, иако сите или безмалку сите велат дека тоа е дури аларм кој е вклучен премногу доцна. Се наоѓам тука пред еден експонат во овој музеј. Тоа е врата од една од кривниците во Украина, во Јахидне селото. Тоа е врата која е влез во подрумска просторија, каде што се криеле деца и семејства. Тоа е подрумска просторија во училиште во Јахидне училиштето. И ова е позади дел кој меѓу другото се имиња на луѓе кои биле ликвидирани. Овој потресен експонат е дел од темата
дел од темата која преовладува на овој форум. Впрочем, сите се согласни со тоа дека демократијата во светот зависи од тоа како ќе се одвива понатаму ситуацијата во Украина и со Украина. Победата на Украина е исто така означена, сватена и разбрана како и прифатена како победа на демократијата. Значи нема победа на демократијата ако нема победа за Украина. И начините на кои тоа ќе се случи, тоа е веќе јасно, а тоа е дека Украина мора да победи во својата војна за слобода и поточно Русија да биде поразена во нејзината агресорска војна која е спротивна на начелото на повелбата на Обединетите нации, онака како што предвидува и формулата за мир. Ова е Те прекинам, се извинувам. Да, Тука имам веќе прашање. Од ова што го разбрав, очигледно дека за спас на демократијата, односно на нејзината иднина, е понудено едно решение, а тоа е победа на Украина против руската агресија во таа насока. Претпоставувам дека големите лидери од земјите кои што учествуваат на оваа конференција понудиле и можни други алтернативи и решенија како до тоа да се дојде до таа победа. Но што ќе се случи доколку, да речеме, сега новоизбраниот председател Трамп веќе стапи во акција за да го отстварува неговиот план што го има за Украина, тоа се преговори и ставање на... Знаеме дека неговото 24 часовно нели ветување за веднаш носење на мир во светот нормално не му не успеа, ниту пак се очекуваше да се успее, но сепак што ќе се случи? Каква е, дали се зборуваше или дали можеме воопшто да зборуваме на таа тема? Добро, прво и основно се разбира дека демократијата треба да биде заштитена и на сите други фронтови на кои е нападната. А тоа е дека авторитарните тенденции, меѓу другото, значат и авторитарни тенденции во други делови од светот. И тука исто така се трагаше по одговори и се дојде до повеќе одговори за тоа како треба да се заштитат, например, изборноста и демократскиот принцип, демократските стандарди на изборите, изборните процеси во демократските земји, не само во авторитарните режими, како што е, да речеме, рускиот или пак кинескиот и така натаму, унгарскиот, српскиот. Значи, тоа секако дека е комплексно прашање, комплексен е списокот на теми кои се однесуваат на заштитата на демократијата, а наспроти авторитарните режими, наспроти авторитарните тенденции и се разбира наспроти бруталната руска агресија против Украина, меѓутоа и хибридната војна што ја води Русија против Европа и демократскиот дел од светот. Што се однесува назад подиректно кон прашањето кое го постави во врска со Трамп, се дискутираше многу и на таа тема. Важно е да се знае дека Европа е посочена како новиот фронт, односно се очекува Европа да преземе одговорност, барем подеднакво, ако не и да преземе водство во одбраната на Украина и во одбраната на европската демократија и светската демократија против руската наезда. И тоа е многу важно да се свати дека всушност се очекува не само од владите да донесат одлуки кои ќе помогнат во победата на Украина против руската агресија. Владите треба да донесат политики и средства да одвојат за победата на демократијата во нивните земји против авторитарните режими и против хибридните закани и хибридните операции на менување на како што е викаат когнитивната војна, на менување на однесувањето на цели популации.
Сега имаме, се разбира, огромен сплет на теми, огромна концентрација на важни луѓе во институциите и во граѓанското општество и нешто помалку од медиумите, и се разбира во комбинација со огромно присуство на дипломати и на владини луѓе. Би сакал да издвојам и должам на некој начин одговор за тоа кој беше на отварањето вчера вечерта. Вчера вечерта на говорницата, освен министерот за надворешни работи на Литванија, се појави на сцената, се појави и Тихановскаја. Тихановскаја, која е лидерка на белоруската опозиција, и тоа беше еден настап кој навистина беше трогателен, навистина беше силен, моќен во изразот. Господја Тихановскаја опиша како изгледа да се живее под тиранијата на Лукашенка и под тиранијата на руското владење со Белорусија. Та сподели тажни сведоштва, трагични сведоштва за тоа како живеат луѓето и како умираат луѓето под јаремот на Лукашенка. Исто така по неа се појави и сопругата на брутално елиминираниот руски опозиционер, главен руски опозиционер, господја Навалнаја, Јулија Навалнаја, која исто така сподели своји гледишта, ги сподели своите емоции и чувства, меѓутоа и предлози за тоа што треба да се прави понатаму. Ако ги погледнеме овој сплет на говорници кои морам да кажам до крај ги соголија главните карактеристики на тоа што значи руска хибридна закана, мислам дека можеме многу лесно да заклучиме дека овој форум ќе донесе многу важни заклучоци. Дел од тие важни заклучоци секако дека ќе содржат и сознанија, информации на цивил. Јас во панел дискусијата во 11:30 денеска зборував за искуствата, македонските искуства со изборните процеси во нашата земја, меѓутоа го споделив искуството на цивил во анализирањето на поширок контекст, во поширок контекст на дезинформациите, пропагандата, начинот на кој функционираат авторитарните тенденции, авторитарните ентитети во нашето општество, меѓутоа не само во нашето општество, туку и во нашиот регион, вклучително Србија или Западен Балкан, ако сакате, и исто така дадов осврт на нашите ставови како организација и како медиумска платформа во поглед на руската брутална агресија против Украина, каде што се разбира, дадовме и нашите, ги споделив нашите препораки што треба да се направи понатаму за да се заштити демократијата. Сметам дека конференцијата што ја подготвуваме веќе забрзано и ние во декември, на 12 декември, насловот на нашата конференција е на некој начин еден чекор понатаму од ова што се вика форум за иднина на демократијата, нашата конференција, меѓународна конференција што организира Цивил заедно со германските партнери Медиа Диалог и Млади за медиуми од Германија. Ние одиме еден чекор понатаму и велиме заштита на демократијата, одбрана на демократијата, поточно Defense of Democracy and Human Rights, значи одбрана на демократијата и човековите права. Кога го споделив тоа со неколку луѓе со кои се сретнав и имав подолги разговори денеска, ја поздравија токму таа наша одважност да ја карактеризираме
на тој начин оваа состојба, бидејќи веќе не се работи за промоција, туку се работи за одбрана. Ние сме како демократски општества во дефанзива. Ние сме како демократски јадра во овие општества под дефанзива, односно под напад на авторитарните тенденции кои без оглед на нивната координација со Кремљ, дали имаат координација или не, секако дека нивните действувања се во согласност со интересите на Кремљ. Заради тоа мислам дека ако уште подиректно одговорам на прашањето во врска со Трамп, дали тој ќе ја реши кризата за 24 часа или не, мислам дека сепак Европа е опрашање и Европа треба да преземе водство и тоа е нашиот став, мојот и на цивил ставот овде во Вилнус пред Демократскиот форум дека Европа мора да ја преземе својата одговорност, бидејќи за Европа и се работи. Што се однесува до тоа дали Трамп ќе ја реши кризата или не, јас би сакал само уште нешто да кажам, дека најголем дел од луѓето кои разговарав овде и најголем дел од нивните изкази се однесуваат на тоа дека заштита на или пак мир во Украина е можен само откако ќе се замине и последниот руски војник од суверената територија, меѓународно призната и заверена, што се вели во Обединетите нации на Украина. Дури тогаш можеме да разговараме за понатаму како ќе се одвива мирот, односно како ќе се донесе. Може да бидат фази, се разбира, меѓутоа замрзнат конфликт или од предавање на дел од територијата, суверената територија на Украина, може да значи само понатамошно продлабочување на кризата и понатамошни војни на европско тло. Следна ќе биде Литванија, Западен Балкан, Северна Македонија, Србија, Косово и така натаму, ќе биде следна Полска, Молдавија и така натаму. Така што предавање на територија, замрзнување на конфликт, не, тоа нема да биде одбрана на мирот, нема да биде мир, ќе биде нова војна и нема да биде одбрана на демократијата или промоција на демократијата, како сакате, туку ќе биде само уште понатамушно тонење пред авторитарните тенденции. Разбира, 24 часа на Трамп му измина, доколку тоа му била нели желбата, како што му помина и на Путин, кој што нели многу амбициозно навлезе со освојување на Украина, па знаеме сега како се одвиваат работите. Со најавата на нашата конференција за заштита на демократијата и човековите права, која што нели следи веќе со почетокот на декември. Јас би сакала само да те поздравам и се надевам дека пораките кои што ти ги принесе во име на организацијата и во наше нели име ќе бидат прифатени, разгледани сериозно и дека нешто ќе се преземе во врска со тоа, затоа што како што и самиот убаво посочи во твоето обраќање, иднината на демократијата веќе не се работи за промоција, туку се работи за заштита, за одбрана и тоа е нешто што сериозно треба да го сватиме и ние како земја, меѓутоа и Европа, нели, Европската унија. Повеле, ако имаш уште нешто да додадеш за крај и се гледаме кога ќе се вратиш. Имам само да додадам уште нешто, тоа го кажав веќе и во првиот печаток од Вилнус, тоа се украинските знамиња кои се веат насекаде низ Вилнус. И се потсетив после тоа, нели, интернет е потсетник за се, се потсетив на, односно, самиот председател Зеленски, кој беше на НАТО самитот во Вилнус, кажа дека тој се чувствува како дома во Вилнус, заради тоа што Вилнус е град на второ место по број на знамења, украински знамења во светот, освен Украина, нели? На прво место е Украина. Тоа го продолжи да го гледам и понатаму. Морам да кажам дека организаторот Министерството за надворешни работи
покажа неверојатно гостопримство, фантастичен професионализам во организирање на настанот и неверојатен престиж во одбирот на локации за одржување на овој форум. И исто така можам да кажам дека се запознав и се сретнав се задржав на во краток разговор со министерот за надворешни работи на Литванија и му дадов примерот од мојата книга Украина, години на хероизмот, факти наспроти пропаганда, или втората книга на англиски јазик. И го поздравив од сите нас. Благодарам за пренесените поздрави, па те поздравуваме и ние. Се гледаме кога ти се вратиш. Чао, се гледаме. Чао, фала ти.